Дополнувања и измени во Законот за домување ќе предложи акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, а со кои ќе може да ги раскинува договорите со корисниците на становите во така наречените социјални згради. Вметнувањето на законските измени произлезе како заклучок од средбата на директорот на акционерското друштво Христијан Трајковски со представници на иницијативниот одбор на жителите од населбата Драчевик во Кочани, кои пред неколку дена протестираа поради изградбата на новата социјална зграда во нивната населба. Граѓаните истакнаа дека не се против градењето на објектот, но бараат решавање на проблемите со нарушувањето на јавниот ред и мир и загрозувањето на личната безбедност и имотот, а што го предизвикуваат одделни корисници на социјалните станови. Да се стават обврски во делот на Законот за домување, сите оние лица кои што имаат пречки или го оштетуваат државниот имот, поточно становите кои што имаат социјален карактер, да им се одземат истите станови, односно ние како акционерско друштво да имаме можност да ги раскинуваме договорите врз основа на кои што им се доделени и исклучени за живење. Директорот Трајковски нагласи дека изградбата на третата ламела од социјалната зграда во Кочани е веќе почната и не може да прекине, поради што побара од жителите на Драчевик да не ги стопираат градежните работи. Изградбата на социјалната зграда е започната со воведување на работа на инвеститорот. Таа изградба е започната и имаме законски можности таа изградба да ја прекратиме, бидејќи во спротивно акционерското друштво ќе биде соочено со плаќање на пенали и надоместоци за сите оние рокови кои што ќе бидат пробиени, а по наша вина. Во конкретниот случај, значи ние ќе треба да ја застанеме изградбата за која што веќе имаме избрано изведувач и работи на лице место и на терен. Апелирам до сите лица кои што се на таа локација да имаат разбирање и да не го кратат процесот за изградба на социјални станови, бидејќи сепак постојат лица во државата на кои што им е неопходен дом, им се неопходни социјални станови и барам да бидеме и солидарни и хумани во таа насока и да овозможиме за оние лица кои што навистина заслужуваат да се изгради таква зграда. Жителите од населбата Драчевик побараа во законските измени да се вметнати одредби со кои корисник на социјален стан кому еднаш му бил раскинат договорот или пак лице со полициски и судски потврдено криминално досие да нема право повторно да конкурира за добивање стан. Средбата се одржа по иницијатива на советникот Сашко Стефановски, кој е и председател на Комисијата за комунални работи, просторно планирање и заштита на животната средина во Советот на општина Кочани.